Почитувани љубители на футсалот, добро вечер, доброведовте уште еден надпревар од првата македонска футсал лига, кој што се игра во рамките на 18-тото коло од првенството на Македонија. Во спортската сала на основното училиште Тоша Арсов во Штип ќе се сретна домашниот Мал Ајакс и гостите од Скопје Железарец. Мал Ајакс ќе настапи во состав 99 број се разбира Денков Дарко, број 8 Вилковски Бобан, број 9 Ѓошев Владков, 33 Миладинов Антонио, 34 Миладинов Александар, број 1 Стојменов Александар, број 2 Коцев Дарко, број 7 Богдов Бојан, број 10 Митров Илија, 27 Тикошанац Љубомир и број 71 Зашков Маријан. Капитен на екипата е Миладинов Антонио, а тренер Митров Илија. Екипата на Железарец ќе настапи во состав број 1 Петровски Антонио, број 2 Левески Зоран, број 3 Исмаили Тавлан, број 5 Глигоров Александар, 6 Леовски Игор, 4 Крстовски Иван, 7 Марињо де Сеуза Даниел, број 8 Агуши Ферит, број 9 Ранготов Дарко, 10 Петрович Драган, 11 Тодоровски Мартин, 13 Јавашев Николче и број 15 Муслијов Ресик. Капитен на екипата Левески Зоран, Божовиќ Иван тренер. Надпреварот го вода Темелков Зоранчо и Димитров Горан, 20 од Кавадарци, а делегат на следбата е нивниот сограѓанец Бошко Фристе. Надпреварот почна во напад и екипата на Мал Ајакс. Ѓошев Вилковски се обиде да мине по левата страна, не успеа. Петрович Агуши се обид да се проигра. Петрович од страна на Дани, неуспешен. Топката е кај голманот Денков Дарко. Вилковски со број 34 Миладинов Александар по левата страна, удар на Миладинов, меѓутоа топката претходно вела судите изтегла во аут. Аут ќе биде за тоа за екипата на Железарец. Петрович го поведува. Дани Агуши е на левата страна, гледа Дани Агуши кому да ја даде топката, се придодава Петрович. Исмаили лево крај него е Ѓошев Владко, повторно Петрович. Обид да се извлечат фудбалерите на Мал Ајакс за својата половина. Дани за момент невнимателен, Миладинов Александра му ја носи топката, меѓутоа таа излегува во аут за Железарец, ќе го изведе Агуши Ферит. Петрович, Дани бара топка, еве ја добива. Бразилецот го побара Агуши на левата страна, сега Исмаили. Удар на Агуши, убаво интервенција беше тоа на Исмаили и му ја додаде до Агуши од полн трек шотираше од смицата на Железарец, меѓутоа не беше прецизен за малку, а сега нападот оди по десната страна, таму е Петрович во битка со противничкиот фудбалер. Ќе биде тоа гол аут за Мал Ајакс. Денков, Миладинов, Велковски. Обид да се проигра Миладинов, а сега бразилецот Дани убаво се ослободи, биеше по земја. Денков успеа да одбрани, корнер ќе биде тоа за Железарец. Петрович повлекува напред во шестерецот Агуши, еве го Агуши добива топка, меѓутоа не успеа да ја погоди топката и ова е убава прилика за Железарец пропаѓа. Вилковски, Ѓошев е таму, Миладинов, Ѓошев, Вилковски ја прима топката, еве го Миладинов, меѓутоа Миладинов не успеа да исконтролира оваа топка, ова убава прилика кога беше сам заедно со Ѓошев пропадна. Петрович, Исмаили ја враќа назад до Агуши. Дани, обид на Дани од далечина, неуспешна. Гледаме убав надпревар овие 2-3 минути, по една-две шанси на обете страни, меѓутоа битката се води на средината на теренот, кој ќе има тука превласта, веројатно ќе го добие и надпреварот. Ѓошев греши Велковски, Петрович, меѓутоа Велковски ја поправа својата грешка, изблокирана сега Миладинов Антонио оди сам, не успеа Миладинов меѓу тројца.
не беше следен од неговите соиграчи, пред се чини Велковски остана позади, не му се предаде на својот соиграч за да може да направи акција или едноставно да има со кога да проигра, остана сам и ја загуби Миладинов топката, беше нормално. Против тројца фудбалери на Железарец не можеше и нешто подобро да се направи. Измени во Железарец, Ранготов ја сега во игра, Леовски, Левески и Александар Глигоров. Аут за Железарец, блокираше Миладинов, Ранготов, Леовски, Левески до Леовски по десната страна, сам што успе да направи Леовски, убаво мина, меѓутоа голманот Денков убаво ја следеше акцијата и спаси нешто посериозно, можеби и водство на Железарец 1:0, одлична интервенција на голманот Денков. А сега Александар Глигоров нешто се жали на повреда, како да е, не се работи веројатно за нешто посериозно, ќе се врати Глигоров во игра. Аут за Мал Ајакс, ќе го изведе Миладинов Александар. Аут од Велковски, а во игра Зашков Маријан во екипата на Мал Ајакс. Глигоров е крај топката, тој ќе го изведе аутот. Напред до Левески, меѓутоа Левески за малку покус од топката, беше превисока, а оваа топка тој ја зафати со глава, меѓутоа таа мина над гредата во гол аут. Миладинов, Зашков, Миладинов, непрецизен Зашков кон својот соиграч, аут за Железарец, Левески, Ранготов, Леовски се извинувам. Еве го сега Левески, минува Левески крај Велковски. Судиите велат дека имало аут веројатно за Железарец или прекршок, сепак прекршок. Леовски е крај топката. Аут. Сепак Петровски изнегува надвор од својот шестерец. Напад на Железарец, Ранготов, Левески, Леовски. Се ослободува Леовски, меѓутоа Миладинов му ја однесе оваа топка и изблокира. Побрз беше Ранготов, стаса до топката и отстрани оваа опасност. Ранготов, Левески, Леовски одлично сакаше да влезе во средината на теренот, капитенот Миладинов него следеше неговото движење, меѓутоа за негова среќа Леовски не успеа да ја зафати убаво топката, па Миладинов успеа да исправи с неговата грешка, а сега Ранготов, Левески се ослободува и еве 1:0 за Железарец, погреши Миладинов, го Антонио, го остави Левески сам, не стаса потоа и не му беше тешко дали тоа беше Ранготов или со број 5 Александар Глигоров, не успеав да видам кој ја. Се едно 1:0 за Железарец. Миладинов, Денков до Велковски, Миладинов, назад до Антонио Миладинов, Зашков, Миладинов повторно, Зашков по десна страна, крај него е Леовски, успеа да го изблокира, Велковски прифаќа топката, Миладинов, Зашков, тоа беше Миладинов по левата страна, не успеа за малку Велковски да ја зафати оваа топка, останува 1:0. Сега Миладинов го изблокира и Глигоров, стаса и да стигне во одбраната и ова е опасност од голот на Денков ја странета. Ранготов,
Играта продолжува, Зашков ја има сега топката. Премногу чека, Зашков ги собра противничките фудбалери, се чини непотребно околу себе. Имаше со број 8, Велковски беше сам, можеше Зашков да проигра со него, ќе беше многу поопасно по голот на Петровски, меѓутоа Зашков задосни се чини со интервенцијата, а прекршок прави Зоран Левески. Веќе е изведен Зашков, Миладинов, Антонио Миладинов, Зашков, Александар Миладинов. Обид да се проигра Антонио Миладинов, меѓутоа непрецизно аут ќе биде тоа само за Железарец. Петрович, Дани. Обид на Дани да го проигра Исмаили, неуспешен, а сега малку ризична топка на Ѓошев. Можеше Исмаили да ја прекине, меѓутоа за среќа на неговата екипа не успеа Исмаили, а сега нелогично напред Ѓошев очигледно не е се уште загреан како треба. Две грешки за неполни 30 секунди, премногу се чини. Дани, Петрович, Дани, Исмаили, Петрович, Дани, Петрович и одлична интервенција на Денков, а сега не успева Дани од идеална позиција. Сите аплаузи за ова убава акција на Железарец и уште поубава интервенција на голманот Дарко Денков. Аут за Мал Ајакс со број аут, корнер ќе биде тоа за Железарец. Тргнува напад Мал Ајакс. Лазов. Останува 1:0, ако стотина гледачи во салата на училиштето Тошо Арсов. Ѓошев, Зашков, Лазов. Не успеа Лазов да ја прифати топката. Таа заминува во аут за Железарец. Агуши, Исмаили, Агуши. Десно го има Дани, се решава на левата страна. Повторно Агуши. Исмаили остава до Дани. Сега Петрович. Петрович не успеа да упати удар, се жали на повреда, меѓутоа судиите не досудија ништо, а сега прекршок прави бразилецот Дани. Фаулирање Миладинов. Ќе остане Петрович во игра. А прекршок ќе изведе со број 8 Ѓошев. Владко Ѓошев. Лево го има Александар Миладинов. Лазов. Се уште Лазов. И убав удар на Лазов. Многу среќа за Антонио Петровски, бидејќи Лазов љап погоди стативата од надворешната страна. Поведува напад Ферит Агуши. Петрович, Дани. Агуши, удар на Агуши
И многу среќа сега ќе беше тоа автогол за малку на Зашков. Зашков не ја зафатила топката, не успеа ни Денков, меѓутоа таа за нивна среќа отиде високо и шансата пропадна. Како да ја гледаме, добар надпревар во Штип. Добар надпревар велам во Штип со многу шанси, многу акции и добро темпо, барем за сега во прва половина од првото полувреме. Александар Миладинов, Ѓошев ќе го изведе аутот до Зашков, повторно Ѓошев. Зашков недоволно брзо за оваа акција или пребрзо му ја даде топката Ѓошев. Акција организира Дарко Ранготов, го заборавија Левески, удар на Левески, топката мина над голот, меѓутоа Зашков за малку заборави дека Левески е сам и дека може да шутира. Ѓошев, Коцев, Глигоров, Левески, Леовски, ја губи Александар Глигоров топката. Сега има брз напад на Железарец. Глигоров оди сам, дали ќе направи нешто повеќе? Не, топката од Тиквешанац Љубомир оди во аут. Вилковски влегува во игра на местото на Зашков. Ранготов, удар на Ранготов, меѓутоа неговиот волеј заврши крај голот, далеко од голот, не беше премногу опасно ова за Денков. Ѓошев, оди Ѓошев, меѓутоа не стагна на топката, сега Левески сам. Немаше добар агол, Левески премногу десно отиде и не беше ова тежок плен за голманот Денков, кој на првиот надпревар во Скопје покажа дека се работи за извонреден голман. Тешко се совладува, особено кога се во прашање високи топки. А сега Леовски, остана Ранготов, не ја следеше акцијата на Леовски. Велковски, Тиквешанац, Коцев, Велковски, Ѓошев, Коцев стигнува до топката. Денков. Обид да се проигра Коцев, не успеа Глигоров. Ја смери играта до Леовски, сега Левески. Прекрасно до Ранготов. Зошто само Ранготов не биеше, сакаше го проигра Глигоров. Акцијата пропадна Коцев. Прекршок на Зоран Левески. Играта продолжува. Велковски се чини, да, така е, Велковски ќе го изгледа овој слободен удар. Удар блокиран од Зоран Левески. Ќе биде тоа аут за Мал Ајакс. Зашков, Миладинов, Зашков, Петровски излегува, ја странува опасноста. Левески, Леовски, Тодоровски, Мартин се извинувам. Левески, Тодоровски, Тодоров, прекрасен удар на Дани, одлично му ја остави топката како на тац на Дарко Ранготов, меѓутоа топката мина крај левиот директ на голманот Денков, останува 1:0, а сега Зашков повторно комплицира нешто на својата половина, не знам зошто, и еве може да се изроди сега, еве таа грешка,
2:0 за Железарец. Стрелец стрелец Зоран Левески. Велам Зашков премногу искомплицира, сосема непотребно, можеше лесно да се ослободи од топката. Топката му беше одземена, случајно дојде до Левески, а Левески не ја испушти оваа прилика, го дојде во Железарец во водство 2:0. Зашков, Миладинов, напред до Велковски. Петровски ја остава топката да излезе во голаут. Тодоровски почнува напад на Железарец. Дани Левески. Дани обид да се проигра Ранготов, неуспешно, аут изведе Мал Ајакс. Зашков. Велковски. Зашков. Неуспешно сакаше го проигра Тикве Шанац, меѓутоа велам неуспешно. Тикве Шанац не успеа да дофати топката, а сега Зашков убаво ја изблокира ова топка и ја спречи шансата на Железарец. Еде го Зашков, лево до Тикве Шанац, меѓутоа на место Петровски, а сега Левески премногу искомплицира, можеше ова да се изроди во погодок за домашните, за негова среќа тие не успеа да ја дофатат топката. Нов напад почнува Миладинов, па Зашков, Антонио Миладинов, Петровски брани, Дани, Агуши, Тодоровски. Што велат судиите? Остана да лежи Антонио Миладинов, меѓутоа се е во ред, прекрашок ќе биде тоа за екипата на Мал Ајакс. Коцев, Ѓошев, Миладинов Александар, аут за Железарец, сезиран за Мал Ајакс. Се менуваат за Железарец, се менуваат настаните како на филмска лента овде во Штип. Добар натпревар, гледаме 2:0 за Железарец, меѓутоа и неколку убави акции пропуштија домашните фудбалери. Агуши, Тодоровски, Дани, Агуши, Дани, Тодоровски, а судиите ја прекинуваат играта. Имало вербален дуел помеѓу Миладинов и Агуши. Тоа сака да го спречи судијата. Да не се изроди во нешто посериозно, не би требало. Добро се познаваат овие двајца фудбалери. Петровски до Дани, Агуши, еве го Дани, Коцев ја крај него, Тодоровски, Исмаили, Тодоровски, Агуши, Исмаили, Антонио Петровски, меѓутоа аут ќе биде тоа за Железарец. Агуши, Дани, Агуши тргна па застана, тоа го изложа Дани и ја продаде оваа топка лесно. Коцев сега. Аут за Мал Ајакс. Миладинов напред до Александар Миладинов, Ѓошев, Антонио Миладинов, излезе Антонио Миладинов со топката во аут, тргнува Тодоровски,
Агуши повторно до Тодоровски, се враќа назад. Тодоровски, очигледно намерата е да се излечат фудбалерите на Мал Ајакс со својата одбранбена зона и успеваат во тоа. Дани, дали имаше туркање или не е ни важно, топката е во нозете на Мал Ајакс, меѓутоа се создаде некоја мешаница, непотребна мешаница, ќе биде тоа што велат судиите од се ова. Остана да лежи, дали е тоа Коцев со број 2. Играта продолжува, Зашков ја има топката, напред до Антонио Петровски, Агуши, Леовски, аут ќе биде тоа за Мал Ајакс. Зашков во аут, Агуши, Леовски, Агуши, Петровиќ, прекршок ќе биде тоа од Александар Миладинов. Десетина 11 метри од голот на Денков. Исмаили слабо удар упати Исмаили, а сега Петровски, Исмаили, Агуши, Петровиќ, повторно осмицата на Железарец, сега Леовски, Петровиќ, Леовски, до Исмаили, меѓутоа не успеа Зашков да ја однесе, Маријан Зашков да ја однесе оваа топка, таа излезе во аут за Железарец. А еве го Антонио Миладинов го напушта теренот, се ќе биде во ред и се врати во игра според тоа како се движи. Петровиќ, Леовски, Левески, Петровиќ, Леовски, повторно Петровиќ, Зоран Левески, Исмаили до Левески, Ѓошев ја исфрла топката во аут. Некаде околу 150 гледачи сега во салата во Штип. Леовски ја задржува топката, Петровиќ, повторно Леовски, Левески обид да го проигра Леовски во средината, меѓутоа неуспешно. Ѓошев, пред него е Зоран Левески, со број 4 Лазов легол во игра. Зашков, Лазов, самиот Лазов, меѓутоа Лазов не успе да исконтролира оваа топка, заминува таа во аут за Железарец. Зоран Левески до Петровиќ, Петровиќ поведува напад на Железарец. Леовски, Левески по левата страна, оди Левески сам, удар на Левески, крај голот. За секоја сигурност Денков интервенираше, меѓутоа немаше потреба од такво нешто, топката не беше директно кон голот. Александар Миладинов, Ѓошев кон Зашков. Лазов не успеа да исконтролира оваа топка, не успеа ни да ја дофати, а сега Левески, Леовски, удар на Леовски и 3:0 за Железарец. Задоцни со интервенцијата Ѓошев, го стави сам Леовски, а овој сосема смирено биеше во долниот лев агол, каде што Денков беше немоќен да спречи погодок. 3:0 за Железарец. Зашков, Миладинов, Зашков, Лазов,
Оди Лазов меѓу двајца, меѓутоа не успеа да мине меѓу двајца фудбалери на Железарец. Александар Миладинов, сега Ѓошев погрешно до Зашков. Аут за Железарец ќе го изведе Петровиќ. Петровски, Петровиќ, Левески, Глигоров, Петровиќ, стигна навреме Лазов, а сега напад на Мал Ајакс преку Миладинов, меѓутоа сгреши Миладинов. Левески има топката, Петровиќ, лево е Левески. Еве прилика за малку повторно Ѓошев, несигурен, ќе го совладаше својот голман, се беше чисто овде. И овде кај им немаше прекршок, топката ја однесе Александра Миладинов. Играта ќе продолжи со судиско потврдување. Зашков, Коцев, Зашков. Нема кому Зашков да ја даде оваа топка, се впушти во дуел со Глигоров, мораше да испрли во аут за да не дозволи некако изненадување пред својот гол. Дарко Ранготов поведува. Тодоровски Мартин, Дани, Ранготов, Тодоровски, Глигоров, и Глигоров не успе да го погоди голот, беше празен, имаше убава прилика. Сега Вилковски, Зашков, добро се покриени сите фудбалери на Мал Ајакс, тешко издегуваат на крајот својата половина. Еве Ранготов ја прифаќа сега оваа топка до Мартин Тодоровски. Тодоровски го најде Дани на десната страна. Дани гледа кому да ја даде оваа топка до Александар Глигоров. Удар на Глигоров, корнер ќе биде тоа за Железарец. Александар Глигоров е крај топката. Ранготов, меѓутоа Коцев пред него ја исфрла во нов корнер за Железарец. Дани бараше топка на средината на теренот, меѓутоа Глигоров реши да го проигра Ранготов. Се чини ќе беше подобро да го одиграше Дани. Еве Ранготов, удар на Ранготов далеко од голот. Коцев, пред него е Глигоров, Коцев до Зашков, повторно Коцев. И во овој момент е означен крај на првите 20 минути. По првото полувреме Железарец води со 3:0.